Се јавуваме одпред Центарот за култура и како што знаеме, оваа недела градот Битола пулсира во духот на 44-тото издание на Интернационалниот фестивал на филмска камера Браќа Манаки. Ќе имаме исклучително богата содржина на филмови, а по тој повод наш утрински гостин е Слагјан Пенев, селекторот на програмата Камера 300 за долгометражни играни филмови. Добро ви утро. Добро утро. Слагјан, ова година со многу помал буџет, а многу побогата програма, многу повеќе гости, како домашни, така и странски. Колку беше тешко да се оформи сиот овој фестивал со помал буџет? Па да, секоја година е предизвик, така сме веќе неколку години наназад, но благодарение на добро играниот тим, доброто менаџирање и на директорот и на целиот тим, благодарение на големата помош што имаме од Центарот за култура во Битола, сето тоа навистина, иако е мачно дека се подготвува, како што тече фестивалот, гледаме дека се може лесно да се помине со позитивна енергија, со насмевки, со гледање на добрите страни, така што навистина сум задоволен како функционира тимот и навистина од домаќините сме презадоволни, не само Центарот за култура, туку и граѓаните на Битола си го сакаат тој фестивал, навистина даваат поддршка и настојани, значи Да споменеме некои од оние светски познати кинематограферски звезди кои што не се овде присутни во Битола? Па да, тука секако мораме да го споменеме прво добитникот на наградата Камера 300 за животно дело, Пиер Бижу, човек со импресивна филмографија зад себе, човек кој што е дел на жирито за главната официјална програма и за кратките филмови. Шејмус Мегареви, добитник на специјалната награда за Камера 300 за освоен придонес за светската кинематографија. Тука се луѓе кои што направиле некои големи филмови кои што сме ги гледале. Тимо Салминен, редовниот соработник на Аки Кауризмаки. Тука е Франц Лустик, кинематограферот на Вим Вендерс. Да не набројувам, значи луѓе кои што навистина значат. Дарија Ди Антонио, која што лани беше во главната конкурентна програма Камера 300 со филмот Hand of God. И оваа година е со нас, сега е председателка на главното жири. Се тоа луѓе искусни кинематографери. Драго ни е што оваа година имаме и повеќе жени кинематограферки кои што држа една одлична работилница првиот ден на фестивалот овде, кои што го истакнат колку е важен тој гласот на жените во не само во филмската уметност и не само во кинематограферската струка, туку и навистина во целокупната композиција, во целокупниот ансамбл на правењето филмови, бидејќи тој женски допир, да речеме, навистина прави разлика во филмографијата. Слагјан, месеци наназад имавте полни раце работа. Кои беа критериумите врз основа на кои што ги селектиравте долгометражните играни филмови и што е она за што треба да одвоиме време и да погледнеме? Кои филмови ги препорачувате исто така? Па да, веќе сме трет ден во фестивалот, помина неколку убави филмови, се уште има шанси да се видат убави филмови, но ајде најпрво да ви одговорам за критериумите. Тие не се некои тајни критериуми, тоа се навистина високи стандарди кои што се воспоставени на овој фестивал веќе 44 години. Почитуваниот Благоја Кунески Доре, кој што долго време беше селектор на оваа програма, наистина и го истакнуваше тој момент дека филм кој што е во сите аспекти направен со сите салтанати, што се вика одличен филм, мора една од главните карактеристики за да може да помине во нашата програма е да има одлична фотографија, одлична камера и секако тоа е главната водителка на нашиот фестивал и се трудиме, нели, филмови кои што се и актуелни, така да речам, хитови на фестивалите, да ги вклучиме овде, но главниот критериум да биде секако одлично сработената работа на кинематограферите. И секако тука се битни, нели, сите мали аспекти во водењето на камерата, но
се трудиме секако тоа да не биде само да биде филм кој што ќе има убава камера, убава визуелна естетика, туку и да биде комплетно дело. Не може филм кој што му е дадена голема слобода на директорот на фотографија, на кинематограферот, кој што може да прави разни акробации, да си го покажува своите вештини, својата умешност во правење на добри кадри, да владе, да надвладее со филмот. Секако битни се сите други аспекти. Филмот е колективна уметност и најмали детали, да речеме звук, споредни дури актерски улоги, да не зборуваме за главните, водењето на режијата, сижето, сете тоа се аспекти кои што влијаат еден филм да биде со од денешни критериуми прифатлив. Ги посетуваме поголемите фестивали каде што се трудат најдобрите филмаджи да ги промовираат своите дела и нам тоа исто ни е важно во селекцијата, да се филмови кои што последната година биле прикажувани на некои од поголемите фестивали. Од филмовите, некој ќе ви препорачам, веќе вечерва можеме да уживаме во два одлични филмови. Филмот на најновиот филм на Вес Андерсон, Астероид Сити, кој што имаше премиера на Канскиот фестивал оваа година и кој што веќе постигнал голем успех во кината во Европа и во Америка. Е најнов негов продукт. Вес Андерсон има веќе култен статус меѓу филмаджиите, посебно меѓу поновите генерации. Таа негова естетика се трудат многу луѓе да доловат во своите кратки видеа, нели за TikTok или за фотографии за Instagram, за Facebook, така што претпоставам вечер дека ќе се бара место повеќе во киносалата на Домот на културата, на Центарот за култура во Битола, и филм кој што секако би сакали да се прикаже и пошироко во Македонија, бидејќи не само поради тоа што јас го обожавам Вес Андерсон, туку мислам дека многу луѓе во Македонија би сакале да го видат. Исто така вечерва ќе видиме одличен филм Совршени денови на Вим Вендерс и Франц Лустик, кинематограферот, исто еден класичен вендеровски филм. Овие денови исто би сакал да ги поканам луѓето во Битола да го видат Анатомија на едно паѓање во четврток, филмот кој што доби Златна палма во Кан оваа година, еден одличен филм, така да кажам, детективско-судски, хичкоковски, така да, нека повелат и битолчени, но и од другите места од Македонија да може би ова единствена шанса да го видат овој филм. Слагјан Пенев, селекторот на главната програма, односно долгометражните играни филмови, утрово беше наша гостин. Ви благодарам, како што најавивме, на ова издание на ИФФК Браќа Манаки имаме исклучително богата програма, 79 филмови и навистина вреди да се биде дел од овој фестивал. Студиото беше се од ова утринско јавување.